Во одредени маркети некои основни производи поскапеле и над 10% од 1 февруари до 1 април, но просекот е раст од само 0,4%. Некои производи биле и со намалени цени. Ова го покажа анализата на Министерството за економија на 55 производи во 4 супермаркети: Кам, Зур, Кипер и Веро. Мерки ќе има за да поевтинат производите кои поскапеле најмногу, најави премиерот Мицкоски. Сепак трговците се чини не пробувале да заработат неосновано на грбот на граѓаните. Нивните профитни маржи биле намалени за 2 месеци, односно сега се нешто под 15%. Имаме некакви индикатори за одредени производи кои што ги зголемиле своите цени за неколку проценти, односно за двоцифрен број проценти, да бидам попрецизен, тоа значи над 10%. А кога станува збор за профитните маржи, можам да кажам дека тие се намалени споредено со 1 февруари на 1 април. Размислуваме како да дојдеме до поевтини цени за граѓаните за одредена група на производи каде што имаме двоцифрен број проценти зголемување. Анализата покажала дека најголем скок во цените има кај хигиенските производи од 1,42%, а кај маслото за јадење, сирењето и јајцата зголемувањето е за 0,45%. Според извештајот, намалување на цените има кај овошјето, зеленчукот и безалкохолните пијалоци. Инаку премиерот очекува цените на горивата следната недела да останат исти или пак да се намалат. Владата одлучи да ја продолжи кризната состојба за уште нови 2 недели. Мицкоски нагласи дека ќе има нова седница на која ќе се одлучува да се задржи ДДВ-то на горивата на 10%. Тој рече дека се следат цените на нафтата на берзите и врз основа на нив ќе се утврдува и висината на намалувањето на акцизата. Исто така владата преговара и да се издействува дополнителен денар попуст од окта од сегашните 3 денари за дизелот и 2 денари за бензините по литар. Имаме денови со над 2 милиони литри кога се испорачува дизел гориво и безоловен за нашите граѓани, но и за граѓаните од соседните земји. Факт број 2 имаме убедливо најниски горива во регионот. Факт број 3 единствена држава која што во оваа регулирана недела ги намали цените на дизелот и на бензините. Факт број 4 стабилни сме како никогаш до сега. Факт број 5 веќе не коленичиме да бараме милост. Така ќе продолжи оваа влада да работи стабилно во интерес на граѓаните. Нафтените резерви остануваат стабилни на нивото на покривање на 62 дена. Од стартот на кризата не е потрошен ниту 1 литар од нив. Снабдувањето е стабилно, а потрошувачката е зголемена на повеќе од 2 милиони литри дневно, главно бидејќи граѓаните од соседните држави точат горива во Македонија, која има убедливо најниски цени на бензините на Балканот.